Собранието на Република Македонија на својата 92-та седница како точка на дневниот ред го разгледува предлогот за надополнување на Законот за земјоделство и рурален развој кој е предложен од страна на пратениците од СДСМ. Според нивниот предлог тие бараат воведување на одредбата со која на земјоделските производители ќе им се овозможи набавка на гориво по цена пониска за 50% од пазарната цена на горивото, со што ќе им се помогне во периодот кога се обработуваат земјоделски површини. Горивото ќе се доделува во зависност од површината на обработливото земјоделско земјиште, со право на користење на субвенционираното гориво за 2 пати обработка на истата површина. Како пресметани трошоци за спроведување на оваа мерка е пресметано дека се потребни 6.200.000 евра од буџетот на Република Македонија. За овој предлог на дополнување на законот на збор се јави пратеничката Благица Ласовска, каде реплицирајќи на пратениците од опозицијата истакна дека земјоделците им веруваат на мерките и програмите кои ги спроведува владата на ВМРО ДПМН, затоа што тие во реалност се спроведуваат на нивното задоволство. Земјоделците постојано во сите контакти се жалат на тоа дека работат постојано, но кога ќе дојде денот да го продадат своето производство, или ќе нема откуп, или ќе биде по ниска цена, се жалат на тоа дека имат и огромни трошоци, но немаат финансиски средства на крајот да ги тие трошоци да ги надокнадат со финалниот производ на земјоделските производи. Еве во општината од која што доаѓам, Радовиш, имаме намалување исто така на обработливите земјоделски површини. Тутунот, која е стратешка култура во Радовишкиот регион, оваа година е видно намалена. Производството на тутун е намалено. Површините со тутун беа послабо насадени површини со тутун. Исто и со другите земјоделски култури. Бројот постепено опаѓа. Земјоделците од Радовишкиот регион нема што да ги мотивираат тие понатаму да се занимаваат со земјоделство. Затоа на секоја втора недела по еден автобус луѓе заминуваат од општината, одејќи да работат на плантажите во Грција, во Италија, борејќи се за подобра екзистенција. Сметаме дека со ова предлог законско решение, дека со воведување на зелената нафта ќе имаме поголем ефект, односно земјоделците ќе произведуваат поевтина и поквалитетна храна. Во Република Македонија, во буџетот на Република Македонија има финансиски средства да се одвојат за земјоделците. Ако се може да се одвојат финансиски средства за тир зоните, речиси во сите општини, тогаш зошто да не може да се оддели 6,2 милиони евра за земјоделците? Зошто и да овие намачени луѓе да не им излеземе во пресвет? Колеги, не се работи во интерес на СДСМ или на ВМРО ДПМН или на било која политичка партија. Дајте во интерес само на земјоделците. Заеднички да го поддржиме овој предлог закон и барем било каква помош, нека е минимална, сепак нека биде добредојдена. Бидејќи на земјоделците им се потребни директни плаќања. Тие што купуват се покачени земјоделските репроматеријали. Вреќа ѓубриво беше 500 денари пред неколку години, сега е 1500 денари. Од ден на ден се поскапи и поскапи. И затоа кутрите земјоделци не можат крај со крај да врзат. Се борат со гола сиромаштија. Благодарам. Колешке Георгиева, уште еден несериозен и недоволно изанализиран закон од страна на СДСМ е предложен во Собраниево. И мислам дека популизмот за кој што вие нас не критикувате ви станува главна алатка деновиве и вашата програма ја правите врз основа на тоа кога ќе одите на терен и која целна група ќе застане со вас и тогаш велите еве ние сега ќе ја покачиме цената на субвенциите, односно ќе дадеме оваа година 160 милиони евра за доколку ние дојдеме на власт. Тоа нема да се случи, почитувана колешке, заради тоа што и земјоделците кои што ве гледаат и слушаат
се крстат затоа што на СДСМ им дошле воопшто на памет на тема земјоделието. Па 5 милиона евра имавте, дававте субвенции кога бевте на власт во 2005, предходно воопшто и не дававте. Не размислувавте за земјоделците како категорија на луѓе која што постои во Република Македонија. Вие кога ние дојдовме на власт, вие нас не викавте земјоделската партија. Се подсмевавте, иако морам да кажам, а тоа го знаат и граѓаните на Република Македонија, дека се уште постојат луѓе кои што кај вас во вашите редови кои што се сметаат за една елита фина која што мисли дека треба да владее во бели ракавици, така да воопшто нема да им текне на земјоделците. Да се вратам малку на негативните страни за овој закон кој што го предлагате. Именно мислам дека законот го предлагате само за некоја компанија која што се занимава со нафта, тие да добијат некои бенефити, а воопшто не мислите на земјоделците. Например, вие велите дека ќе има инспекцијски надзор. Инспекцијскиот надзор нема да може да постигне да изврши надзор над вистинските поминати и искористени километри за земјоделски цели, доколку воопшто се воспостави такво тело кое што на некој начин би ја регулирало потрошувачката на зелената нафта, почитувана колешке. Доаѓам од регион каде што додека вие бевте на власт немаше воопшто регистрирано индивидуални земјоделци, сега има некаде околу 400 и над 400 фирми кои што се занимаваат со земјоделска дејност и над 1000 индивидуални земјоделци. Над 20 милиони евра, почитувана колешке, оваа влада вложи во субвенции во мојот крај, така да не може СДСМ да воопшто да зборува за земјоделие. Немате кредибилитет да зборувате за земјоделците и за субвенциите. Ви благодарам. Околу поддршката на земјоделците и извозот, кој што беше претходно споменат, намерно или ненамерно не кажувате дека иако се даваат толку средства во субвенции, поддршка на производството и извозот, сепак увозот на храна е речиси двојно зголем. И од година на година расте. Не е тука само какаото. Кога ќе земите по години увозот на месо, на млеко, на останатите производи, речиси двојно се зголемуваат. Меѓутоа, тоа не го кажуваме ние само од опозицијата. Тоа го кажува и нацрт стратегијата за земјоделство од 2014 до 2020 година, каде што се кажува дека паралелно со темпото на растот на производството и на извозот, речиси скоро двојно расте и увозот на храната. Во однос на субвенциите и проблемите со кои што се соочуваат земјоделците, можам да кажам и еден податок дека во 2011 година 96.000 земјоделци аплицирале за субвенции, а во 2014 година тој број бил 73.000. Значи имаме намалување за 23.000 во 3 години. Односно, повеќе од 10% од средствата кои што биле планирани нема да се исплатат затоа што трендот на аплицирање на субвенции е во надолна линија. Од она што го кажуваат на терен земјоделците е дека иако ги добиваат субвенциите, иако аплицираат за субвенции, многу имат проблеми со исплатата на субвенциите, секако дека субвенциите мора да стигнат до вистинските земјоделци и да стигнат навремено во онај период кога тие им се потребни, без притоа да се врши притисок врз партиска припадност или неприпадност. И тука не сакам да навлегувам, вие добро ги знаете состојбите, слушнавме и од изјавите на земјоделците, слушнавме и од бомбите, меѓутоа тука очекувам доколку има дел од пратениците да се јава за реплика, ќе одговорам во контрареплика. Ви благодарам. Колега Ковачевски, гледам инсистирате да не говориме дека овој закон е популистички, но јас цврсто стојам на ставот дека е популистички.
затоа што и со книжулето со кое што мафтавте одговорница за кое што велевте дека е вашата изборна програма за 2011 година, во која што вие сте ја предвиделе оваа мерка за земјоделците, земјоделците не ви веруваат и затоа не ве гласаа. Затоа што, како што кажа и моите колеги, а и јас ви тврдам, ви гарантирам, знаете ли зошто, почитуван колега Ковачевски? Затоа што најголем дел од земјоделците во Република Македонија се токму оние луѓе кои што вие ги оставивте без работа. Има многу пријатели, има многу луѓе од мојот регион од каде што доаѓам, дури има семејства кои што останале без работа во еден ден, па сега се многу успешни земјоделци благодарејќи на мерките кои што ги превзема владата на ВМРО-ДПМН и сите мерки кои што се во областа на земјоделието. Почитуван колега, иако знам дека нема да се сложите со мене, разликата е очигледна. 5 милиона евра субвенции дававте кога вие бевте на власт и тоа од немајкаде, а сега се 150 милиони евра. Вие велите дека ќе дадете 160 милиона и тоа се разликувате во бројките. Еден ваш колега кажа 40, Заев кажа во Битола, не знам, 80. Дајте договорете се помеѓу себе веќе кога ја пишувате програмата на СДСМ, ако веќе на вистина ќе излезете со програма, а не со трачеви, тогаш треба да имате една сериозна, издржана програма која што ќе допре до земјоделците. И еве јас сосема накратко ќе се задржам до конкретните негативни страни кои што ги предлагате со овој предлог закон. Имено, како вие, доколку горивото се доделува во зависност од површината на обработливото земјиште, почитуван колега, секоја култура има различна потреба за колку пати треба да биде обработена земјата. Врз основа на што, одговорете ми, СДСМ има одредено дека земјоделецот ќе има право само на 2 пати да ја обработува земјата, истата површина. Врз основа на кои анализи вие тоа го направивте? И со тоа дополнително покажувате дека е тотално несериозен и популистички предизборен маркетинг овој ваш предлог закон. Ви благодарам.